опозицијата. Цело време се вклучува подпредседателот како ко-коментатор да е со мене. Нешто што не се случува дека зборува колегата Митревски. Да почнам сега таму кај што заврши колегата Митревски. Гледам дека држите предизборни говори, веќе почнавте со тие предизборни говори, тргнавте на трибини по граѓаните, по градовите, почнавте да јадете тостови, кебапи. Па ајде овие приказни да ги завршиме, да отидеме на избори, па граѓаните да проценат договорот за кој што вие ракоплескате, дали е во ред или не, да ги ставиме, да ги измериме силите, многу побрзо да завршиме со оваа приказна, затоа што ова е мака и за вас и за нас. Пратеници ви ги носат уште со оружје во Собраниево, ги чуваат, ги обезбедуваат, ги чуваат, факт е тоа, џабе цецкате. Еве, шетаат со полиција низ града. А чим шетаат низ града со полиција, замислите како шетаат меѓу народот. Затоа, колеги пратеници, не се нервирајте. Знаеме одамна дека имате заборавено да газите по земја. Знаеме дека одамна имате заборавено да се движите помеѓу граѓаните. Ајде оваа сага да ја завршиме. Брзо да одиме на избори, па народот нека реши дали ние сме ги лажеле или вие сте зборувале вистината. Дали вие ги лажете или она што го зборуваме и насоката во која што не движите е погрешна. Анкетите ги знаете, затоа што се криете во оваа зграда и во оваа сала. Тоа е бројката. 60-70 пратеници, министерствата, медиумите и тука се криете. За жал, народот нема да можете да го излажете после се она што го правите против него. Благодарам, Никола. Инаку знам дека знаете, но заради јавноста,